Проблеми поврзани со животната средина беше тема на мобилноста што се одржа во Кујаджа Кајдин, Турција од 29 ноември до 3 декември годинава, во која учествуваа средношколци и професори од гимназијата Гоце Делчев, заедно со ученици и наставници од Полска, Португалија, Италија и Турција. Мобилноста е дел од Еразмус Плюс проектот Училишно онлайн радио. Учениците земаа учество во работилници на кои ги представија подготвените презентации и понатаму ги образложија горливите проблеми со кои сите заедно глобално се соочуваме, но и предложија можни решенија, информираат професорите кои што се вклучени во проектот Филип Младеновски и Александра Маневска. Имавме можност да имаме разни работилници поврзани со радио, односно снимање на емисии, подкасти и работи поврзани со радиотелевизија. Нашите ученици подготвија интересни едукативни материјали кои што ги презентираа на самата средба, но има и можност да другаруваат со нивни врсници, да посетат културно-историски области и да другаруваат на истите места. Имавме можност да оствариме средба со градоначалникот на Кујуџак, кој што многу убаво не угости и не пречека, децата дори добија и пригодни подароци. Исто така имавме можност да се состанеме и со гувернерот на самата област Ајдин и исто така имавме и официјална средба со представникот од Министерството за образование. Исто така имавме можност да посетиме неколку културно-историски знаменитости кои се наоѓаат во релативна близина на самиот град, а тоа е Афродизијас, кој е едно археолошко наоѓалиште. Исто така имавме можност да посетиме Памуккале и бевме во посета на Ефес, кој што исто така датира од античкиот период. Во рамки на самите работилници, децата има можност да прикажат што сработиле и како ја обработиле темата на оваа мобилност и може да се каже дека дојдовме до еден интересен заклучок дека секоја држава за себе си има нормално своји проблеми со загадување и начин на кој што се справува со истиот. Анастасија, Анастазија, Исидора, Јани и Андреј преку видео презентацијата што ја подготвиле во Турција испраќаат моќна порака. Постои проблем, но постојат и решенија и треба да се действува пред да биде многу предоцна. Секоја од државите имаше задача да ги представи своите еколошки проблеми, затоа Македонија одлучи да зборува за загаденоста на воздухот, затоа што тоа е еден од најголемите проблеми во Македонија и затоа нашата група одлучи да направи кратко видео каде што ќе зборуваме за проблемите и ќе ги представиме преку видео, за да може некако да ги решиме самите проблеми. Поентата беше да се направи нешто многу кратко, но впечатливо, што ќе крене совеста не само на државите што учествуваа во проектот, туку и на граѓаните во Македонија. Кога ги гледаме статистиките, гледаме дека Скопје е еден од најзагадени градови не само во државата, туку и во светот, а Скопје е толку блиско до нас. Ние треба да направиме нешто, да ја користиме оваа информација и да направиме нешто со што ќе можеме да го средиме овој проблем не само за нас, за нашата генерација, за постарите, туку и за идните што доаѓаат. На овој проект добивме можност да се запознаеме со врсници од држави како што се Турција, која беа домаќините, Полска и Португалија. Исто така намерата на овој проект беше да ги запознаеме с проблемите кои ги има во наведените земји, некои кои се слични како нашите. Исто така преку видови на дебати, преку дискусии да дознаеме можни решенија за истите проблеми. Како дел од активностите предвидени според агентата, ние имавме прилика да посетиме и наоѓалишта, културно-историски наоѓалишта кои се во близина на градот домаќин. Така имавме прилика да го посетиме античкиот град Афродизијас, кој го добил името по грчката божица на убавина Афродита. Понатаму го посетивме Памуккале, кој со своите топли извори и нереално бели базени остава впечаток како да чекориш по облаците. И секако го посетивме и античкиот град Ефес, кој бил еден од најголемите градови во Римското царство во периодот до околу 100 години пред нашата ера. Бевме сместени кај турските ученици и со тоа можевме да видиме како живеат тие во своите семејства и да ги пробаме нивните традиционални јадења и нивните обичаи.
Остануваат уште 4 мобилности во рамките на проектот, што значи дека и Кумановската гимназија ќе биде домаќин на наставници и ученици од државите кои што учествуваат во имплементација на проектот. Предвидено е проектот училишно онлайн радио финансиран од Европската унија да заврши до крајот на летото наредната година.